Без доволно храна, облеки и средства за хигиена, едва екзистира петчленото семејство Ристовски од Тетовско Копанце во оваа руинирана куќа. Таванот од домот им прокиснува, тоалетот не функционира, влага има насекаде. Горан Ристовски, татко на 3 деца, вели дека во вакви нечовечки услови започнале да живеат откако пред 3 години останала без работа. За да биде семејната трагедија уште поголема, пред 2 месеци починала неговата ќерка. Единствените примања на семејството се парите од туѓата нега, кои државата ги доделува за неговата сопруга која е болна со чести епилептични напади, диагноза која ја наследила и незината помала ќерка. Не можем да фатим крај со крај. Со 4200 денари од жената што зема туѓа нега не е доволно. Не може тие да ме она да што вика скупи за лековите. Ми треба да се вработим. Ако може државата да ме онади, да се вработим, подобро би ми било и после ја ќе ги издржавам, а сега не можем да издржавам никого. Габриела Јаковска од соседното село Жилче преку социјалните мрежи започна иницијатива за собирање на помош за Ристовски. Вели дека досега е донирано храна и облеки по некој парче мебел, но оваа помош е краткотрајна. За семејството Ристовски, каде лошата судбина, сиромаштијата и болеста ги доведе до работна екзистенцијата, потребна многу повеќе, вели Јаковска. Имаше преку Фејсбук, се донираше храна, облека. Морам да спомнам хуманитарната организација Свети Спас од Рачево. Ни излегува во пресред и со храна, и со бетон. Преку нив се донираше да се среда да се бетонираат собите, затоа што оздола беше земја. Отецот Оливер се служи да се носи континуирано храна за неколку месеци за семејството, дури се застане малку на нозе. Сега има уште потреба, нема таваните, не се како што треба, само пластична ламперија, значи нагоре нема никаква изолација, прокиснува. Тато има например многу фирми, да речем гиганти, може нешто да се помогне со градежен материјал. Моментално е започната постапка за добивање на туѓа нега за болната ќерка на Горан Ристовски, помош која ќе им ги ублажи маките на семејството, кое секојдневно се бори за гола екзистенција.